Садак. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва во емисијата во потрага по вистинскиот збор ќе разговарам со мојот драг и почитуван колега и пријател Ненад Батковски. Ненад Батковски е познат новинар и публицист, но исто така и издавач, бидејќи е основач на издавачката куќа Бата Прес. Имаме некој сличен животен пат со вечерашниот наш соговорник, но Ненад Батковски потекнува од друг регион, за разлика од мене, поточно роден е во прекрасното село, а би рекол подобро речам место, зашто одамна не е само село, Вевчани. Ненаде, што значи за вас Вевчани со целата она негова раскошна убавина, вевчанските извори и се друго што го има во Вевчани и оние убави вевчански куќи, затоа што вевчанци од секогаш биле изворедни ѕидари, не само во Македонија, туку и во странство, посебно во Словенија, но не само ѕидари. Од Вевчани потекнуваат и голем број интелектуалци. Еден од нив сте и вие. Ајде да започнеме со вашето Вевчани. Вевчани е мојата родна грудка и кнежество. Ќе го користиме терминот кнежество. Да, имате вие и пасош таму. Велите личници. дека сте посебно република, но држава Вевчани. И ќе го наречеме кнежество. Сега. Вевчани да речем уште од мали чекори, уште од основното училиште и предучилишното предучилишното воспитување, јас раснев во амбиент исполнет со книги од големата библиотека, семејна библиотека на татко ми, Јован Батковски, и огромниот број на весници кои што беа присутни почнувајќи од Нова Македонија, Вечер, Борба, Нин, Вјесник у среду и така натаму, така што бев во еден амбиент кој што некако природно ме насочи кон професијата новинарство, а со самото тоа што се расне во вевчанските традиции на бунтовност, некако тоа се одрази во мојата новинарска кариера, бев остар по перо, што би рекле. Убаво што тоа го кажавте, бидејќи Вевчани е место со силен дух и традиција, но исто така, како што рековте пред малку, место каде што јавно се зборува, а не се молчи, каде што се критикува, а тоа можеме најубаво да го видиме и да го прикажеме и преку вевчанскиот карневал. Значи, да си вевчанец во новинарството има посебно значење. И дали вие, како вевчанци новинари, во вашата новинарска кариера не можете да не ги регистрирате аномалиите, односно, како што рековте пред малку, да бидете критичари,
Затоа што уште кога започнавте во новинарството, во 70-тите години од минатиот век, во весникот Борба. Борба беше еден од водечките весници. Нели, политика и борба. Сакам да ве прашам, денес, од перспектива на тогашен млад новинар, кои беа вашите идеали и амбиции? Мислевте дека можете да урнете се како новинар? Па, морам да ви кажам, ќе се вратам малку на факултетот. Добре. И правев интервју со Југ Гризель. Југ Гризель беше прекрасно. еден од на нин предходно во вечерни новости и така. Да. Тој беше еден извореден новинар, извореден репортер. Да. И кога правев интервју со него, ви завидувам што сте правеле со Југ Гризель интервју. Или Тирнанич, тоа беа имиња, бардови. Да, Тирнанич ни идеше на предавања. На предавање видеше на факултет, да, тој ни беше гостин на факултетот. Да кажам за гледачите дека вие студиравте во Белград. Да, и политички науки, новинарство на факултетот за политички науки. И велам тогаш Југ Гризель во интервјуто беше вратен од Либан. Так. Либан од Бејрут, каде што се одвиваше како што сега скоро се одвива не граѓанска, туку кој знае, верска, ваква, онаква од сите страни војна и во која не се знаеше која војска ја има и тој рече, новинарот вика, ништо не може да промени. Може да промени, вели, само еден мал милиметарски дел од совеста и тоа е неговата улога, Ама не може да влијае. Тоа е, значи еден мал милиметарски дел од совеста. Во совеста, во свеста. И сега јас како што велите дека така на вие сме. Така. Да, со вие. Иако сме на ти цело време, мајде да бидеме вечерва на вие. Да. И вели, и јас го запамтив тоа и го објавив тој интервју, се разбира во тогашниот весник Политиколог, ама сметнав дека не е во право. Не е сосема во право. Иако беше тој бард, тој беше за мене идол и така натаму. И кога објавив еден текст во Борба, во 2 продолженија за цементарата, која што требало да се вози цементен клинкер од Голубац до Белград во Чукарица и таму да се направи цементара и после како нашава овде во Скопје. Како нашата, ама нашата не е толку изложена, таа би била изложена на Кошавата. Уште повеќе. Уште повеќе и би била покрај Сава. Страшно. И тоа би било облакот во цел град. Тој како ружа. Правот од пепелта. Ружата на ветровите. На ветровите би го направиле и јас објавив еден таков текст, а ова веќе беше влезено во сериозна. И тие заседаваше тогаш општина Чукарица. Така. ССРН на општина Чукарица, условно речено. Социјалистички сојуз. Да. И донеса, дискутира ваму таму и донеса одлука дека во септември повторно потемелно ќе расправаат и до тој септември, под влијание на, да речам, новинарскиот удар, се спласна идејата, се повлекува, да речам, со денешниот речник, не знам, мафиозите, градежниците кои што би радели. Да, таа градежна мафија што се нарекува. Така натаму, се повлекува и го сметам то за најголемиот успех што сум го постигнал на возраст од 22 години, објавувајќи ги тие 2 текста во Борба, дека и ден денеска во Белград нема цементара. Па вие сте ги спасиле жителите на да, Белград. Значи, новинарството и тогаш, да речем, ама и денес? И денес има сила. Има сила. Еднаш само да ве надополнам, се согласувам со вас сосема, не случајно се нарекува седма сила, дека е новинарството. И навистина медиумите менуваат влади, менуваат министри, менуваат политики, менуваат инвестиции, менуваат локации, менуваат објекти,
ама најмногу од се мислам дека влијаат и ја менуваат свеста. Свеста за вистината, што е вистинско, што е лажно, што е добро, што е лошо, што е убаво, што е грдо. Мислам дека новинарството и медиумите се на одреден начин не само регистратор, не само хроничар, туку и водич и коректор во сечи, па и во нашиот личен живот. И ја ви честитам за вашиот младежки ангажман, бидејќи не само што сте ги спасиле београѓани од една голема опасност, од едно огромно штетно влијание, туку и како новинар уште тогаш сте се увериле дека сте на вистинскиот пат и дека треба храбро и понатаму да ја јуришате, но дали и таа ваша новинарска острица, тој ваш меч, тие ваши новинарски стрели, некогаш се одбивале и ви се враќале назад, па завршувале лично во вас? Сте имале ли последици од овие ваши критички текстови? Па да речам, сум имал секако. Морало да сте имале. Да речеме, овде од Македонија, кога известував за борба, често бев напаѓан, да речем, од власт, од политичкото раководство. Што ви велеа? Тоа не треба се изнесува на југословенско ниво. Да ќе остане наше, локално, така? Не само тоа, туку на седници на председателство на ЦК, на президиум на ЦК. Малку посериозно. Значи, бев спомнат како прес-центар на Вевчани, да речем, за време на Вевчанскиот случај, дека јас сум бил прес-центар на Вевчанскиот случај. И така, и спомнати. Па убаво е да сте прес-центар. Убаво, ама во она време не знам. Ама во она време не беше баш нешто. Не било баш лесно и убаво. Дури, веќе кога дојдовме на таа тема, дури дојдоа некои луѓе од ЦК во редакцијата да пренесат дека ме барат тогашниот секретар. За која редакција станува збор? Борба. Во борба, ама од Скопје. Во борба како дописник од Скопје. Да, и што ви пренесе? И ме пренесо дека ме бара другарот Данев на разговор. Така, Михаил Данев. Така. И тој бе секретар на ЦК. На ЦК на Македонија. ЦК. Јас одбив, да речем, реков дека нема јас што да одам во партијата да разговарам на толку високо ниво. Ако има друго мислење, напишете, доставете и го. нешто не бев многу активен во пишувањето, туку само затоа што бев роден од Вевчани. А тоа тука бил проблемот, родното место. Тука веројатно место. беше затоа што спојот. Сегде некаде не наоѓа, ние што сме вевчанците, некој работи овде, некој работи онде. И бевме некако бележани, малку и незгодни вевчанци. И бега колегите, да речеме новинари, ако јас одам од едната страна на трговски на работа, ти од другата. Тој од другата страна бега, бидејќи ако го видат, се разминувавте, да не видат дека со вас се поздравиле. Така. И се сретнале. Така, и имаше такви работи. Во еден момент дури преку редакцијата во Белград ми дојде порака дека можам да се вратам на работа во Белград. Но јас веќе бев женет, веќе имав тука стан и реков. Фактички тие ви понудиле азил. Азил ми понудија. Сакале ве спасат. Да, сакале. Од домородните проблеми и населението. Ама јас реков дека не ја напуштам Македонија, што како сака нека биде, што сака нека биде со. Немам ја потреба да се она бидејќи не да се дислоцирам. Не чувствував никаква вина. Да. Речем, за она малку што го пишував за таа работа и за она колку реагираше власта на тоа што некои други пишувале, а сметат дека јас сум ги, како се вика, сум ги обработувал, сум ги насочувал. Мобилизирал. Сум ги мобилизирал. И ми придадоа големо значење и така. Мислам, ама не беа баш така наивни работите и така. На вистина, и кога човек сакал да биде најобјективен, најнепристрасен, еднаш уште да слободно, баш интересно е. За една друга ситуација, претходно,
Предходно, јас пишував остро за некој случај, предпоставам дека беше во прашање Кратовскиот случај, кој што беше најдолготрајниот штрајк и се прогласи Иднина, Иднина, да, и Кратово. И тогаш јас често бев остар, што би рекол татко ми, викаше учи се малку од србите. Што од србите? Тие вика, не викаат да му не псујат, вика, туку викаат маму му полюбим. А не викаат да му... Да. Вика, и ти тоа малку вика, беме практикуваме одни. И беа лути, пак на мене беа лути одредени структури и ми понудија нешто што не може да се одбие. Работа во ЦК, во информативната служба. Подобро. Здравје. И јас тогаш им кажа во борба дека вака и вака ми понудија да работам во ЦК. Млад, надежен. Да. Образован. И тој ми вика тогашниот шеф што ми беше овде, Драган Николич. Да, го знам. И вика, најдобро ти е да се развиваш како новинар на борба. И тука заврши. Инаку мене сериозно ми понуди... А не да одиш за затворени врати. Да одам во некоја институција. Во ЦК, да одам ЦК. Тоа беше престижно, тоа беше... Што да кажам? И потоа се шегува, не се шегува, него вика Миле Крстич, дописникот на Политика, овај е одбио да ради за Централни комитет. Да. Така да имаше разни ситуации. Сме имале слични животни искуства. Само да ви кажам лично дека и јас имав таква една понуда. Не ја прифатив, ама не ја прифатив од две причини. Првата беше дека ќе се замерам со многу луѓе, бидејќи понудата беше да контролирам културни и медиумски, значи новинарски институции. Тоа беше првата, а втората се исплашив дека ќе морам да носам сино дело цело време и да работам фиксно работно време. Иако ме тешеа и ми велеа, ќе имаш и одредена слобода, ќе можеш да збришиш. Од 7 до 3. Ама мора се вратиш во 3. А новинарите, нели, сакаме тотална слобода и колку може да не работиме со фиксно работно време. Но, сакав пред малку да прокоментирам уште една само накратко ситуација. Новинарот кога сака да биде најнепристрасен, најобјективен, се случува читателите за еден ист текст, едни да му речат дека е најголемиот комуњар, односно комунист, а други да му речат не знаеле дека е ВМРО-вец. И тогаш вие, како новинар, како автор, си велите, чекај, што е ова? Истиот мој текст, едни го читаат на еден, други го читаат на друг начин. А вие сте сакале да бидете ни едно ни друго, да бидете нешто помеѓу или да бидете нешто неутрално. Сигурно и вам ви се случувало така, да ве ставаат во одредени кланови, во одредени групации, во одредени партии и слично, а вие да сте далеко од сите нив, односно сте сами и самостојни. Така, главно не бев, да речем, нити во комунизм, во социјализмот. Да. Комунизмот ми е многу во социјализмот. Во социјализмот јас бев член на комунистичката партија, ама не бев тако фанатик, да речеме да. Ама сите бевме, јас бев, зашто тоа беше и некои услови за вработување и за подобрност. За не знам да се грабам за позиција, не знам секретар, не знам. Да. По функции. Туку нормално тоа затоа што некако се подразбираше да бидеш новинар и да бидеш член на партијата, ама не можеш да бидеш поврвот на партијата, не можеш да бидеш. Припадност, лојалност покажувавме со тоа. Да. Па ама некои направија кариери од тоа. Имаше кариеризам. Меѓутоа, што е тоа е? Тоа е сега. За сегашните новинари би препорачувал, значи да бидат, ако не е надвор од партиите, тогаш барем да бидат на тие приземни нивоа, до да речеме обичен член, не знам,
ете да појде на митинг. Да не се џапаат многу. Ама да не се џапаат по функции. многу да и да пишуваат, не знам, колумни во кои Да. страшно напаѓаат се што е Или обратно величаат. или величаат или ова она. До невкус. Обично тие што величаат, обично тие и Неумерено. и другото и напаѓаат. И напаѓаат. Едните ги величаат, другите ги напаѓаат. Да. Истовремено. Истовремено така. Како и да е, бевте сведок и активен учесник, а тоа го кажавте со неколку конкретни примери, во периодот на длабоката југословенска криза, која што го предизвика и падот на поранешната југословенска држава и осамостојувањето на посебните држави, во случајов и на Македонија. Па тук Кога ја почувствувавте за прв пат таа ситуација, дека предстои распад на Југославија, дека тој е неизбежен, бидејќи подоцна вие тоа го овековечивте и во оваа ваша книга со наслов Падот на Југославија и осамостојувањето на Македонија. Според мене, ова е еден многу значаен труд, еден многу сериозен ангажман. Ама моето прашање беше дали, уште кога бевме во Југославија, предчувствувавте дека ќе дојде до распаѓање, иако тоа се спомнуваше, ама ние како да не верувавме тогаш дека навистина и ќе се случи и дека така драстично, така ригорозно ќе се случи сето тоа. Да речем, како новинар на борба, често бев на разни места и известував и од Косово. Добро. По неколку дена во текот на 90-те години, да речем. Усари, како иде, 80-тите, 80-тите. Да, 80-тите. Известував од таму и таму, например, кога беше штрајкот во Трепча, се насетуваше дека работата Не е добра. не е добра. Така. Се насетуваше и овде со многобројните, да речем. Дека рибата смрди не само од главата, туку и од каопашката, Да. дотаму стигнало. И овде исто така афери разни, пресметки, да речеме, не знам, Колишевски, не знам, Колишевски Црвенкоски, Црвенкоски, да. не знам, други работи, аферите, не знам, со Фени, Да. со, го спомнавме, овој случајот со во Кратово, Вевчанскиот случај, со мината Да, и други, значи навестуваа дека работите во Македонија Одат натаму. не се добро, ама тоа се гледаше и во самиот вестник од сите, да речем, републики и покрајни, се гледаше во борба. Почна да стигнувате, се биват такви текстови. Како огледало беше тоа, каде што се гледа Подвоеност. противречностите, Противречност. јакнањето на национализмот. Во Србија дојде Милошевиќ, Да. во една ригидна пресметка со Стамболич, Да. значи пред да биде убиен Стамболич, во Да. една ригидна пресметка. Во Хрватска дојде Туџман Да. и така натаму, и то имаше, да речеме, една прогноза на Американската централна разузнавачка служба, ЦИО, и која викаше дека Југославија ќе се распадне за две години. Ама Југославија се распадна за 6 месеци. Многу порано. Многу Од порано. предвидувањата. Да. Ова како да го забрза прогнозата американска, Да. да речем како да го Не забрза. чекајте веднаш. Овде, Направете го ама тоа. Не можело, Раздружете се. Не можело да така лесно да се да немало во самото ткиво внатре, да немало, да речем, одбојност која што со текот на децениите, Се таложела. особено после смртта на Тито, Се се таложела. пројавувала така. И сметам дека моментот, да речеме, кога беше состанокот во Охрид, на председателите на републиките и Јас случајно бев тогаш во Охрид. Еден конвој од автомобили поминуваше покрај пазарот, а ние од двете страни бевме наредени. Поворката одеше кон вилата Јас Горица. бев известувач тогаш со известувач Николич. беше. Со Николич бевме известувачи од тој и тогаш се виде дека нема тие да постигнат никаков договор, Так. ама се надевавме после дека ќе биде падот, а не падот.
а не распадот на Југославија. А, така, само пат, а не и распад. Распад. Убаво, Меѓутоа ова дистинција што стана направите. распад со крвави последици, со стотици илјади жртви, раселени и така натаму. И така, јас, да речем, пред да се распадне, се префрлив во весникот Република. Од борба излегов и отидов во весникот Република, кој што беше вестник на самостојноста на Македонија. Излезе со... И за жал, брзо згасна и тој. Брзо згасна, и тој да. обид, и тој весник. Моето следно прашање е поврзано со ова ваша книга, Падот на Југославија и осамостојувањето на Македонија. Таа всушност представува еден ваш новинарски дневник и базирана е врз вашите новинарски текстови. Колку беше тешко да се направи таа дистанца меѓу новинарот од тоа време и публицистот денес, односно тогаш кога ја подготвувавте за печат оваа книга? Па сега кога ја подготвував и сега кога ја читам и како што ја читам, прво да се испофалам пак сами од себе си. Нема тоа се факти. Сум бил прилично објективен. Речи си секој текст, односно сите текстови што сум ги објавил и што се преобјавили тука, пак би можел и денес да ги... Значи не се срамите и и воопшто не рековте како ова јас сум го потпишал и сум го објавил. Не. Напротив, Значи, сигурно сте се гордееле. Се гордеам и сега и тогаш се гордеев со тоа што го пишував, затоа што настојував да го пишувам она во што верував и како што јас го гледав. Што јас го гледав. И... Колку да е тоа субјективно, сепак да е и објективно. Да, и сепак веќе кога излегуваше во еден таков врвен, да речем, југословенски вестник, југословенски, не српски, го мешаат. Југословенски? Да, го мешаат. Ама имаше и критериуми, таму не можеше секој да биде новинар, секој да биде дописник, секој да биде соработник. И самиот вестник не излегуваше само во Белград, туку излегуваше и во Белград и во Загреб. Латинично издание во Загреб. Загреб, а кирилично во Белград. Во Белград и тоа беше сепак огледало едно на Југословенски Југославија и пројугословенски беше. Не беше само југословенски. И пројугословенски. Пројугословенски беше. Морам да констатирам уште нешто. Во оваа книга објавувате текстови кои имаат и историска вредност. Тие се всушност едно сведоштво, еден доказ, еден факт. Ја би рекол една историја. Дали сметате дека новинарството може да биде примарен извор и за идните историчари? Значи, и за теоретичари, но и за историчари. Бидејќи преку тие новинарски текстови, преку тие публицистички текстови, можат и идните историчари и теоретичари да се занимаваат со нив, да ги толкуваат и да се извлекуваат одредени заклучоци. Верувам дека ова ваша книга ќе послужи во иднина за тоа. Би рекол дека ваквите книги имаат вредност, имаат историска вредност за историчарите, ама не треба да ја нагласуваме вредноста во смисла дека се тие примарен извор за историчарите, туку значаен, влијателен извор треба. Еден од поглавните, стожерните извори. За жал морам да кажам дека кај нас во Македонија документацијата не ни е добра. Тоа ни е слаба страна, ние ништо не чуваме. Не чуваме, ни е многу слаба страна. Јас се обидував, бидејќи сите има тогаш вестници борба, зема сите библиотеки, и универзитетската и не знам државна. Па најдовте комплети, коричени. Па не баш. Не баш? Не баш. Овде во еден дел бил во хангарите, не знам од последните. Па имало поплава. Па не знам што. Во Битола најдов, меѓутоа не се средени, не се чува. Не се систематизирани. А што е најлошо, нема и од други. Например, нема од Република, ги нема сите
сите броеви, а да не зборуваме дека Република излегуваше и како зиден весник. Так. Кога престана да излегува во печатница, почна да излегува како зиден весник, 25 броја. И така да ние ќе спомнам уште едно искуство. Кога бев во Бугарија, кога бев главен уредник на МИА, престојува во агенцијата тамошна БТА, Бугарска телеграфска агенција, и таму работеа како пчелички, тогаш немаше вордови, немаше она, туку внесуваа на компјутер една гарда дактилографки, ги внесуваа на компјутер сите текстови што ги објавила БТА од кога е основана, да речеме, може би, предпоставам уште во меѓу двете светски војни, сега да не да не и ги внесуваа сите текстови и создаваа документација. Кога се вратив во Скопје, во МИА им реков да создаваат документација. Сега не знам дали се Ама важно почнавте. Почнавме да правиме документација и мислам дека уште ја чуваат, дека уште работат по тоа. Инаку, ако за МИА ме врзуваат многу убави спомени. Сакам да прашам и да кажам. Вие бевте главен уредник на МИА, на гледачите да им кажам, МИА е Македонска информативна агенција и бевте на тоа челно прво место во исклучително чувствителниот период, поточно за време на НАТО интервенцијата во 1999 година. Знам дека не било лесно во тој период, бидејќи сте имале сигурно многу професионални, етички дилеми, переколи проблеми, се знае кога нешто ново се установува. Но, сепак, кажете нешто за МИА во тој ваш период кога вие раководевте со агенцијата Македонска информативна. Значи, летото 98 година се отвори агенцијата. Јас не бев уште во редакцијата и ја отворија Бранко Црвенковски и Зоран Иванов. Така. Бранко како премиер, а Зоран Иванов како директор и главен уредник, предпоставам. Ама беше многу кратко време, да речем неколку месеци траеше тоа, од летото до некаде нова година. Кога бевме именувани јас и Живко Георгиевски за директор, јас за главен уредник. Главен уредник. Екипата што затекнавме таму беа млади образувани новинари, меѓутоа нема искуство, вистинско новинарско искуство. Беа навикнати да одат на пресконференција, да ги стават тие диктафоните, да снимаат и после соопштенија во кое се што ќе кажат, не беа, што би рекле моите поранешни уредници, да извлечат, надворе животот, да прокоментира. Надворе животот не е во канцелариите на премиерот, на министрите и така натаму. И сега тама и шминката. И сега треба да им се кажува на младите новинари дека не е животот во редакцијата или во форумите. Животот е надвор, значи треба да се меѓу луѓето, меѓу граѓаните. Да. И ги насочува, значи, да бараат вести надвор од ова што е естаблишмент, и тогаш се случи кризата со Косово, со НАТО бомбардирањата и бегалците, и тогаш младите новинари ги пушти во акција. Тоа значи дека ако имаше протести пред американската... Им дадовте задачи, им поделивте обврски, задолженија. Ако имаше протести пред американската амбасада, уредниче да одиме, не да одите... Да трчате. Ќе одите опремени со телефони, мобилни, со не знам... Со фотоапарати. Со фотоапарати, со се. И ќе јавувате секој 15 минути, 20 минути што се случува. Што се случува, на лице место. Од нас ќе преземат после. Да, вие да бидете први. Да.
Првиот гласноговорник. И тие ми беше малку чудното дека треба да одат на таква работа. Да. Како тој, нели, што отишол на театар да известува новинарот, се запалил театарот, се вратил во редакцијата и вика не се случи ништо. Немаше представа. Ништо не се случи, само изгоре цел театар. Така и ова, значи, и потоа ги насочив, ние имавме тогаш соработка само со германската ДПА, се викаше, германската новинска агенција, и ги насочив да користат и Франс Прес, да користат и Тањуг, да користат повеќе извори за да направат вести. И самиот седнував и пишував вести и од она што ќе го разберев од повеќе извори. Така. И така да мислам дека Мија одлично се снајде во целата таа, во сите тие настани, бидејќи другите беа некако исплашени. И одамде беа некако исплашени. Не кажува што точно се случува. Не знаевме. Так. Убаво кажавте, новинарот е новинар и тогаш кога е на сосема некоја друга задача. Јас имав едно такво лично искуство, само кратко да кажам, бевме преку редакцијата Детска радост во Турција и таму бевме со целото раководство од Нова Македонија и директорот Панде Колемишевски, и уредникот Томислав Ивановски, Петре Бакевски и јас. И што се случи? Ние бевме во Троја и на враќање еден голем земјотрес во Турција, катастрофален. И додека сите размислува што ќе биде за вечера, јас во еден миг се сепнав и реков: чекај, јас сум во Турција каде што е земјотресот, дајте да се јавам во Нова Македонија. И јас отидов во Чанакале, барав пошта, во поштата диктирав извештај за земјотресот и слично. И кога се вратив во Скопје, рекоа: како ти текна? Па не ми текна. Ако тоа не го направев, најверојатно ќе рече: каков си ти новинар, беше во Турција, од Турција ни збор за земјотресот. Но, да одиме понатаму, вие соработувавте со повеќе весници, не е само борба. Кажете, набројте ги тие весници со кои соработувавте. Па јас вака би го презентирал то со една слика. Да. Да, ги има тука. Значи, борба, Ново Котиден, Долар, Време од Софија, Република, Ом е Либерте од Париз, Ново Котиден од Швајцарија, од Лозана и други франкофонски весници. Секако ми служи, како големо признание, текстот што ми го преобјави од Борба преземен во американско едно списание, владино списание, кое што ја коментираше состојбата во Источна Европа и како релевантен извор за состојбата во Македонија го зема текстот мој што е објавен во Весникот Република под наслов "Референдумот уште не е подготвен" и каде што се зборува за што мислат партиите за тоа дали да се осамостои Македонија, дали да, не знам, да биде во Југославија за референдумот и така натаму. Како релевантна анализа ја преобјавува, велам, и сметам дека е тоа големо признание за мојата работа и така. Сега, кога сме веќе кај ова прашање, покажавте, држевте оваа книга, што и тука ја ставивме, нели, Падот на Југославија и осамостојувањето на Македонија, да ја покажеме и да ја прикажеме и оваа ваша книга, Македонска бизнис елита. Книгата е објавена во 1996 година, но да го прикажеме и овој еден од најновите, поновите броеви на списанието за литература, култура и уметност современост,
во кое на голем број страници, значи на 50 на страници, е објавен текстот од професор доктор Васил Дрвошанов за ова ваша книга. Всушност, имаме овде книга во книга. Да. Но, моето прашање ќе биде повторно поврзано со печатените медиуми. Па ќе ве прашам, многу од нив веќе не постојат. Згаснаа. Според вас, кои беа главните причини за тоа? Дали напливот и моќта на електронските медиуми, промената на вкусот и критериумите на читателите, или нешто друго се случи, па ние за жал денеска и немаме печатени медиуми, немаме ние весници на киосците. Има нешто, меѓутоа тоа е многу малку, тоа е недоволно. Па морам да кажам дека амбиентот во Македонија не им погодуваше на печатените медиуми. Освен паѓањето на Република, ги снема Пулс, ги снема 21, го снема Млад борец, студентски збор, ги снема Трудбеник, Трибина, Бирлик, Комунист, 21. Тоест, да. И ги снема, значи тоа е амбиентот, не им погодуваше на, значи не е само напливот на овие медиуми, туку уште во 90-тите години многу Македонија денес згасна, затоа што Шпиц, време подоцна. Шпиц, време подоцна, не знам, утрински весник, Дневник, тоа се не им погодуваше затоа што елитите, бизнис, политички и други, не сакаат да имаат влијание печатените медиуми, затоа што печатениот медиум секој пат можеш да го видиш уште еднаш, да го видиш текстот уште 2 пати, уште 3 пати, да ги препознаеш, да речам, она сега што го рекламираат медиумска писменост, да ги препознаеш каде се тие подметнувања, не знам, каде е вистината, да ги препознаеш аргументите и да речам спиновите и така, како што сега се. Значи, и затоа не постојат или се многу малку печатени медиуми, а пак истовремено се измисли варијантата колумна, како тоа да е нешто сосема ново во новинарството, и сега наместо редакцијата да сноси одговорност за напишаното, Ние се оградуваме сега ова го другите пишува Христо ставови и Петровски, мислење Ненад Батковски или на некој друг, авторите. на авторите, Тие тоа, ако напаѓаат таму партиски, тие се одговорни. Ако се вознесуваат партиски, тие се. Тие се тие. И така да не им одговара печатен медиум. Во печатениот медиум тоа е многу препознатливо и не им одговара на елитите да биде публиката и јавноста да биде медиумски силна, да биде известена, да биде информирана. Убаво што ова го предочивте, јас веднаш да им кажам на гледачите, подготвив 20 прашања, но за жал со вас ќе мора да се видиме уште еднаш, да направиме уште една емисија, бидејќи имаме многу теми за кои што можеме да разговараме, а убаво што предочивте дека како вевчанец, ова добро сте го забележале, печатените медиуми оставаат трага, трајна трага и некојаш може би е добро и да не постојат, помалку да ги има. Да, оставаат и тоа е многу значајно. Ете и за историјата. Кој ќе земе историски податоци, не знам, од портал некој или од она. Да. А ќе земе современост и ќе рече, овде види во современост пишува Васил Дрвошанов, на ова и таа овде страница, на таа и таа страница во број тој и тој пишува Христо Петревски. Така. Сега да завршиме со нешто сепак убаво и позитивно. Тоа е вашата најнова книга, ја подготвувате за печат. Станува збор за публицистичкиот труд, односно книгата Записи
за културата и за книжевноста. Кажете ни, со тоа да завршиме, нешто накратко, да знаеме што да очекуваме наскоро дека ќе биде вкоричен, односно дека ќе излезе од печат со вашето име и презиме Ненад Батковски. Па да кажам, тоа е проект што ќе го завршам во текот на ова година. Само ќе кажам дека тоа се интервјуа со Момо Капор, со Јук Гризель, со Драган Николич глумецот. И тој проект ви е поддржан од Министерството за култура. За култура е поддржан. На Македонија, да. И понатаму, значи, внатре ќе бидат многу текстови за кратки текстови во кои што сум го обележал творештвото на разни имиња, Трајан Мартиновски, Горан Анчевски, Елизабета Бандиловска, Максим Карамфиловски, Васил Дрвошанов, Филип Георгиевски, Ненад Батковски, Дијан Трајковски и така натаму. Да не ги спомнувам сите, значи гледам голем број. И исто така голем број странски автори, на пример, има прикази за Азис Несин, за Назим Хикмет, за Ајтен Мутлу од турските, за руските романи, за книжевни дела од Европа, од што за обично за книги што се помогнати од Европската унија, од саемски манифестации Скопје, Истанбул, Белград, Нови Сад, Франкфурт и така натаму. Ќе ве замолам на крајот од емисијата со еден од овие фломастери, земете една боја. Која сакате од овие? Црна, плава, сината. Тука напишете ни една мисла, една ваша порака, нешто како трага да оставиме за ова наше вечерашно интервју. Прво сакам, јас не знам дали стигнав да ги поздравам гледачите на Ајде сега направете го тоа. На вистинска телевизија, така. Сега направете го тоа. И многу ми е мило што се појави една ваква телевизија која што на вистина е вистинска. Е вистинска и е, да речам, бомбона за нас што се интересираме за тие теми кои што за културата, за уметноста, за животот воопшто. За животот така и што се посветува едно сериозно внимание, значи ви благодарам. Да кажат што сакаат со ние постојано се трудиме да бидеме уште подобри, но ни годат овие ваши комплименти. Напишете ни нешто. Ајде да видиме новинарот и публицистот Ненад Батковски што ќе напише во ова наша тетрадка на учесници. Пишува за нас, убаво. Истинска телевизија. Добро, ова треба малку да го потивко да го кажам. И Христо Петрески. Безва така. Безва, да. Ова се веќе сериозни пофалби за нас. Се интелектуален крвоток во Македонија. Па Ненаде, јас да знаев дека ова ќе напишете, ќе викнев порано. Се шегувам малку. Потпишете се. Мислам ја уште нешто, многу сакам да доаѓам кај. Мислете за другата емисија. Нешто вака бомбастично да ни напишете и да ни кажете. Еве малку на крајот. И се пошегувавме, но сериозно ви благодарам на се до сега што имате постигнато, направено, напишано, објавено. Благодарам и ќе се видиме наскоро со уште една емисија, бидејќи има многу теми за кои што и можеме, ама и треба да разговараме. Треба да разговараме, бидејќи, еве, предпоставам дека ова сето се чува и така. Да, така. Да.